Речиси неполни 30 години ја крстила Македонија. Во овие изминати 3 децении речиси нема населено место низ кое не сум поминал или не сум направил документарен видеозапис. Неколку пати сум го посетил Маријово. Сум бил и во Кавадаречкиот, и во Битолскиот, и во Прилепскиот дел на Маријово. Во Прилепскиот дел на Маријово ми останаа уште селата Полчиште, Бешиште, Гујдјаково, Живово и Врбско, и за нив да направам документарен запис. Помеѓу овие преостанати 4 маријовски села се одлучив за селото Врбско. Може би се прашувате зошто се одлучив да дојдам во селово Врбско. Одлуката падна, така да речам, пред 2 месеци, кога едно утро, рано, мощно рано, ми зазвони мојот телефон и како и секогаш кога некој ме бара преку телефон, ја кренав слушалката, а од другата страна, така народно да се изрезам, на телефонската жица, слушнав еден непознат глас кој ми вели: "Добро утро, Зоране, како си? Да не те разбудив", ми рече. "Добро утро", му реков. "Буден сум, одамна сум буден", додадов. "Ете, јас така порано, знаеш, по селски, од Битолиште се јавувам. Еве овде, рано изутрина пред изгреснонце, што се вели, сме собрани кај еден пријател во неговиот двор и си разговаравме кого да викнеме да ни направи репортажа за селото Врбско, арно ама така да речам, додека се нагаѓавме која телевизија да ја викнеме, на телевизоров те видовме тебе и си рековме: ете како нарачан Бога се појави на телевизоров, Зорана ќе го побараме да ни дојде во нашево село да ни биде гостин. Моето име е Митре, а презиме Грчески", ми рече. "Што велиш ти?" ме праша. Слушај, вака да ти кажам, одамна му се токмам на твоево родно село Врбско да го посетам, ама никако да му дојде редот, како што знаете вие маријовци да кажете." Малку на повисок глас на шега му довикнав. "Ете сега, кандисај се." И тој со повисок глас ми довикна од другата страна на неговиот телефонски апарат. Ние својата го кажавме: "Сега оставаме на тебе." Слушнав како ми довикуваа неколку гласови во хор. "Бива, како не бива", им реков. "Туку да ве прашам кога да дојдам", им подвикнав. "Па се разбира на сам ден на Вртолум. Тој ден ние празник на селото. На Вртолум пред 200 и кусур години започнала градбата на нашата црква, ти дојди од Скопје до Прилеп, а другото си е наше", ми велеа. "Договорено", им реков. Речено сторено, како што вели народот. За маријовското село Врбско тргнав ден пред Вртолум, но не со мојот долгогодишен верен пријател, рускиот олтајмер джипот од марката КамАЗ, кој го оставив малку да одмори, туку со новиот воз кој многумина го нарекуваат кинезот Мао Цетунг, по поранешниот кинески државник Мао Цетунг, кој од железничката станица во Скопје во правец на Прилеп, кој според возниот ред секој ден поаѓа во 6 часот и 42 минути. Уживав додека патував. Речиси не забележав кога така брзо, за неполни 2 часа, возот со кој ја спатував помина низ Таврската клисура, движејќи се паралелно низводно со реката Вардар, навлегувајќи во живописниот предел на Азот, низ колоритната убавина која со векови ја создаваат долината на река Бабуна и планинските горостаси, Мокра планина со Солунска глава, Мочур и Бабуна, застогнувајќи за кратко во многовековното село Богомила, накачувајќи се под падините на Орешка чука, неуморно пробивајќи се низ, така да речам, стрмната железничка делница од 10 километри се до Богомилскиот тунел, поминувајќи ја неговата 4 километарска должина за неполни 2-3 минути, навлегувајќи во Прилепскиот дел на Палагонија и точно според возниот ред во железничката станица Прилеп пристигна во 9 часот и 35 минути, каде што ме чекаше со неговото возило моја домаќин Митре Грчески, заедно со неколкумина негови соселани од селото Врбско
и откако се сторивме здравоживо, тргнавме во правец на Прилепскиот дел на Мариово по 50 километарскиот асфалтиран пат кон Витолиште, навлегувајќи во атарот на Прилепското село Штавица, накачувајќи во живописната македонска горостасна планина, Селичка планина, поминувајќи ги планинските превои Слива, Писокал, Липовдол, навлегувајќи во атарите на селата Кокри и Дуње, каде што попатно малку застанавме не само да се одмориме, туку и да се насладиме од колоритната убавина на овој дел на Мариово. Моето патешествие низ селата во Република Македонија ете ме донесе овдека во Мариово. Овдека се наоѓаме на крстопатот каде што се води патот према селото Дуње, а натаму е селото Пештани, па горе е Вепрчани, а позади мене некаде околу 30 км се наоѓа селото Витолиште. Ние ќе одиме во селото Врбско, а за да дојдеме во селото Врбско, за да направиме нова репортажа, ќе одиме, како што реков, до Витолиште, од Витолиште до Живојно, Живово поправо околу 4 км, а од Живово до Врбско околу 8 км. Значи од Прилеп до Врбско имате патување околу 17 км со попатна панорама да видите што е рај и што е убавина. Како што реков, ќе одиме во Врбско да направиме нова репортажа за селото Врбско, како порано живеело и како е денеска. Почитувани мои, предлагам дел од оваа колоритна убавина која на овој дел на Мариово природата му ја дарила, да ја погледнате. Почитувани мои, по краткиот, така да речам, одмор во дел од атарот на селото Дуње, заедно со моите домајќини од селото Врбско, го продолживме нашиот пат во правец на кањонот на Црна река, која со милениуми неуморно го живо опишува и по речиси 15 на минути возење по асфалтираното Мариовско џаде и поминувајќи речиси половина од 50 километарската негова должина, која води до селото Витолиште, стасовме во самата долина на река Црна, на местото викано Расим Бегов мост, каде што Црна река со векови го дели Мариово на Горно и Долно Мариово, каде што и овде малку застанавме да одмориме и овде малку да се насладиме од колоритната убавина која природата му ја дарила на Мариово, во овој негов дел, надополнета од писокот на Мариовската гајда, која ширум се разлеваше во овој дел на Мариово. Погледајте и уживајте. Еднаш годишно рака прави еден собир, да се подсетиме на корењата. Убаво поминуваме, се ќе видиме како ќе биде. Се надевам со оглед на временски услови дека ќе биде посетеноста солидна и дека добро ќе помине. Сега одека на кое место се наоѓаме? Овде реката Црна, нели? Слива, надолу слегуваме на Дуње, па Црна. Црната има доста села, нели? Пешиште, Полчиште, па Витолиште, па Живово, па дури Врбско. Така. Поприлично далеко, али? Али убаво ќе биде. Се надеваме, сме лени. Почитувани мои, по краткиот, така да речам, одмор во долината на река Црна, на местото викано Расим Бегов мост, го продолживме нашиот пат во правец на Горно Мариово, поминувајќи низ атарите на селата Бешиште, Полчиште, селото Манастир, некогашното село Мелница, родното село на еден од многуте македонски романсиери и раскажувачи Стале Попов,
во многовековното македонско христијанско православно духовно светилиште манастирот Свети Илија, каде што и овде застанавме не само да се одмориме, туку, како што вели народот, да си запалиме и по некоја свеќа за здравје. Надалеко си познат по правење на фурни, ама и фурнаџискиот занет го И тој го знам. така е. Така е. И овде еве една фурна во името на манастир на Светица Свети Илија. Вика народот, од народ за народ, да направиме, да оставиме. Ти се горден ли душа? Шалиме некој белек за иднина за нашите генерации. Иначе беше родом ти? Јас сум родом од Врпско, Така? кој што денеска ќе поиме че го видиме и одамна сум доселен во Прилеп. Моите родители на 7 години ме донесли, тоа е далечната 64-та година. Негдеки. И меѓутоа тие сите транзиции ме натера и маката ме натера да станам фурнаџија пред 25 години, бидејќи останавме без работа сите дома. И така ги заробив моите деца, сите станаа фурнаџи, и синот еден, и другиот, и черката, и сите сме фурнаџи, па маката ме научи да научам и да ги зидам фурните. Вика старите, фурнаџискиот занаат е тежок затоа што леба треба да се меси, да се пече навечер, изутри да се продади. Но меѓутоа, едно би рекол, секој занаат е убав ако по душа го сакаш, што се вели. Јасно, ако си го сакаш со душа занаетот, а поготово овој Итака е еден од потешките занаети, се работи ноќе, меѓутоа па никогаш нема да бидеш гладен. Така. И секогаш и нема да бидеш во џебо празен. Може ли да се сетиш пред колку години на која возраст го завеси првиот леп што се вика така речено? Па не бев баш малечок и тогаш бев возрастен, негдеки на 37 години. Првен почнав да го учам занаето, бидејќи останав без работа и јас, и жената, и деца, и татко, сите бевме без работа тогаш. Нели, многу фирми отидоа под стечај, така и мојата отиде под стечај. И моравме да бараме излез, да преживееме. Најубаво беше леп да произведуваме, за да не останеме гладни, а беричат со тоа и испечаливме нешто, ги се средивме и јас и децата и така. Може ли На Бога. може ли да сетиш како сетише мајстора што научи занатот? Мајсторот што мене почна да мучи, тој ми беше зет за прва братучеда. Сега е покојни, Бог да си го прости, прекрасен човек. Како му беше името? Христијан, Христо. Христо? Христо, иначе зет за прва братучеда ми беше. Тој работеше во една фурна, јас електричар бев, научи да бидам и фурнаџија, па научи ви да зидам. Од кое место беше родом? Христо беше од Дреновци, меѓутоа Прилепско Дреновци, а зеде братучетка моја од тетка, сестра на татко ми, тетин ми од Дуњи, тетка ми од Врпско, нели? И така. Туку фурната полека ја еве огро веќе гори и да оставиме нека се загрее. Нека се загрее, па после нека печат нешто да се вратиме. Да видиме. Да видиме како печи. Така е. Така. Одлично. Отворимо се. Така. Почитувани мои, по краткиот, така да речам, одмор во многовековното македонско христијанско православно духовно светилиште манастирот Свети Илија, порече си поминати 50 на километри од нашето кинисување од Прилеп, стасавме во селото Витолиште, не само и овдека малку да одмориме, туку и да ги причакаме другите возила кои доаѓаа за во селото Врпско, не само да се преброиме колку бина сме, туку моите домаќини да направат распоред и претовар на патниците од нивните лесни возила во неколку теренски возила, затоа што тука во Витолиште завршува, така да речам, урбаната селска цивилизација, затоа што од овде до селото Врпско води 12 на километарски планински пат, кој криволисто се извива низ атарот од селото Живово и атарот на селото Врпско. По скоро речи се еден час возење и попатно застанување
низ Маријово, бевме оварчи во Расенбеговиот мост, дојдовме тука во Виториште, не бе чекаа мештаните целото Виториште, мадно не по една Маријовска препек сливова ракија и познатото биено Маријовско сирење ододе од Виториште, сега ќе одиме према Врбско, меѓутоа прво ќе дојдеме до селото Живово. Од Виториште до Живово и до Врбско е макадамски пат кој што е направен уште Турска империја. Но меѓутоа, предлагам дел од ова патешествие до селото Живово и до Врбско да погледнете преку окото на ова камера. Еве, после сат и кусур возење, Скоро 2 сати. 2 сати, Така речено. поасот од Прилеп до Витолиште, поминале скоро за сат време, и од Витолиште до овде сега по макадамски пат, ја би рекол пат кој што е правен уште од Отоманска империја, нешто може и подоцна, одржувано од мештаните на Маријово, каде сега овој се наоѓаме. Сега се наоѓаме на Живово, тоа е 4 км после Витолиште. Не баш насред село некош така би го рекле ке чешмата, кој што се дели патот за Врбско и овој другиот пат таму што е со камен оди за Рамнанива. Тоа некогаш бил рудник за партизанка кај што носеле руда. Тогаш пали го джипот, мотора на джипот, одиме за Караме Врбско. за Врбско. Отприлike за колку време? Ами за колку време до одавде до Врбско имаме 8 км, меѓутоа сигурно е сад ќе одиме бидејќи е натаму уште полош патот. Нешто придотерав него сторивне, меѓутоа 20 и кусур година 1920 не е поправан. И така ние што се грижиме неколку уште што не Меѓутоа од оние мештани кои што се по потекло од Маријово целото Врбско многу мина ми рекол дека многу е поживописен крајот према Врбско. Така, има многу убава природа, да речеме, меѓутоа сепак живот нема никаков, нема стока, нема народ, нема ништо, нема услов за живење, а иначе природа е прекрасна. И твоето име и презиме беше? Јас сум Митре Грнчевски, потекнувам од Врбско, живеам во Прилеп, Од која фамилија си попотекло? од Грнчевци. Така? Татко ми Тодор, дедо ми исто така Митре кој што му го носам јас името и така. Додека твојата баба и твојот дедо од каде беа? Исто и тие се од Врбско, дедо ми Митре и баба ми Неда, која што е одамна покојна, таа е многу млада почината. И тие се од Врбско. И баба ми е во Врбско закопана, а дедо ми е во Прилеп. Пали го пак ќе речам джипот, Ајде, терам. одиме со среќа. Ајде. Почитувани мои, за да ја поминете оваа 12 километарска патна планинска делница, за да стасате до селото Врбско, навистина покрај тоа што морате да имате добро припремено теренско возило, туку мора да имате и возачи кои многу добро го познаваат овој терен, каде што јас се уверив во тоа. Почитувани мои, предлагам дел од оваа патна делница да проследите преку објективот на нашата камера. Мина натарот на селото Живово Да. и веќе влегуваме во атарот. Сега влегуваме ватарот на Врбско. Така? Значи, ова е преминот меѓу или поделбата меѓу Врбско и Живово, викано Рожден.
Значи да појасниме, не селото Рожден, него Не, рожден местото, Местото, се вика, така, местото. така. Иначе, после Врбско, тамо е селото Клиново, па после е Рожден, веќе им Кавадаречко поминуваме. Ова е последно, Врбско е последно село од Прилепско Мариово. Значи, ова местото се вика Рожден, Висорамнина, кое што сега слегуваме надолу, до Црна. отприлика колку надморски метри височина? Не знам баш прецизно, меѓутоа ми се чини негде околу 800-900. Нещо има на 900. Да, тука негде, на околу 900, над 900 тука е негде надморска височина. Ајде, одиме, продолжуваме. Ајде сега надолу да слезиме за Црна. Ајде. Трябва да дойди. Почитувани мои, за Маријово Трнавне се ваѓа изутрин од Скопје во 6 сатот. Во Прилеп бевме некаде околу 8:30. Таму не пречека мојот пријател Митре и решиме да одиме за Маријово за Врбско. Од Прилеп преку Старо Лагово, односно Ново Лагово, преку Штавица на Слива, Лигураса, поправо на Слива. Дојдовме во атарот на Маријово, лево беше Дуње, Кокрекален, десно Чаниште и Крушејца. Едно 30 минути возење стасеме во Расим Бегов мост. Од Расим Бегов мост према Витолиште, а задно ги оставивме Бешиште и Полциште и Битолски дел на Маријово. За сад време ете стасавме првин во селото Живово и во селото Врбско. Во Живово жив човек нема, во Врбско жив човек нема. Во Живо може да се види некои остатоци куќи, додека во Врбско се овие многолетни ореови дабови и по некоја чешма и обраснатите трњи и капини говора дека овдека некој живеел. Маријовецот овдека творел, овдека знаете, дојдовме овдека со продуцията Маријов филм да направиме една репортажа и да видите како некојаш живееле овдека нашите маријовци. Може овако малку нескладно облече, меѓутоа верувајте ми, Жешко беше 40 степени горе. Многу се гордеме што дојдов тука да направиме репортажа за Врбско, за селото некогашно кој што живеело, пишано, пеано во романите на Толе Паша, односно во романите опишано во романите на Стале Попов, Крпен живот, Кале Шанџа, Толе Паша, Шачир Војвода, Дилбер Стана и се разбира во еден од најголемите романци во Маријово, Македонија и Тапеа. Почитувани мои, да бидам искрен и пред себе, а и пред вас, од гледката што ја видов, од хоризонтот што ме обкружуваше, не можев да се значудам. Прекрасна, колоритна убавина, вистинска питомина, вистинска дивина, недопрена природа. Човек да се наслади од тоа што го создала природата, но и да тагува од она што денеска останало од некогашното маријовско село Врбско. Од некогашното село Врбско речиси ништо не остана. Сето е камен на камен, а каменот обраснат од трњи и капини. Сето зараснато и каменот не можеш да го забележиш. Дуни мои, стварно од селото Врбско, ама не остана ништо. Ни камен од камен, како што е селото Мелница на Стале Попов, родното село, се и од камен, се што е паднато, се е покриено, да ви е трњи капини, да ви е треви. Единствено што говори дека нешто овдека имало живот, тоа се оревите, дивите сливи, смоквите и зеленото дрво, тисата, кој што овдека, кој што викаат мештаните, се користело во минатото за луѓето заболени од бронхитис, од астма и од други што белодробни заболувања. Ете, како што реков, дојдом да направам една репортажа, меѓутоа Единствено нешто што останало да говори за некогашното село Врбско е само многовековниот христијански православен храм, селската многовековна црква Свети Архангел Михаил. Почитувани мои, додека се обидував да ги пронајдам некогашните селски патчиња и сокачиња, селското средсело, да ги пронајдам остатоците од некогашните кујки, плевни, трла, селските дворови, селските авлии
но и пред да ја видите приказната за празнувањето на нивниот патрон и заштитник на селото, чие име го носи и многовековното македонско христијанско православно духовно светилиште, црквата Свети Аркангел Михаил, а воедно некогашните жители на селото Врбско, пред да ми го раскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, ќе се обидам да ви пренесам дел од неповрекливата драгоцена слика за селото Врбско низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, кои се состојат од митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишени документи, со надеж дека меѓу помладите пораѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Прв пат селото Врбско во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се спомнува во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владеењето на византискиот император Василий II, во црковната грамота на царот Константин Асен Тих од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Врбско припаѓа како имот на македонскиот христијански православен духовен благодатен многовековен бисер Свети Димитрија, меѓу народот попознат како Чебренскиот манастир, во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милутин Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1335 година, издадена во обновениот Чебренски манастир, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот властелин кралот Марко од 1371 година, исто така за Свети Димитрија, меѓу народот попознат како Чебренскиот манастир. Селото Врбско порано колку куќи имало, колку жители? Што ти кажувале твојот дедо, твојата баба, татко ти, мајка ти? Па сметам и од луѓето тука што знам, мислам дека негде ке најмногу што сме биле околу 35 куќи, не? Значи најмногу што сме достигнале до 35 куќи. Так. Значи до прилика тука негде. Кога последниот жител е иселен од селото Врбско? Не би можел прецизно, али од прилика плюс-минус. Плюс-минус би можел да кажам околу 77-8. После повратници, меѓутоа фактички 77 веќе Врбско завршило со животот. Кои му се соседни села на селото Врбско? На Врбско му се соседни села Жиоло, Гоѓаково, Галиште и во Кавадаречкиот дел, бидејќи овде ќе завршница на Прилепско Мариово, од тука продолжува Кавадаречко, значи е Клиново и Рожден. Така да тие се прилика. Овие села, така да речам, се веќе без жители, меѓутоа се уште животот на селото го одржува црквата, како што и ова црква на Свети Аркангел Михаил. Со што луѓето порано овдека живееле, што овој работеле, што произведувале, што се ова колоритно бавено наѓало овдека? Па вака, јас колку што сеќам и од моите родители, и од дедом, и од моите родители што ми имаат кажувано, значи произведувале буквално се. Иако е планинско и да речам, меѓутоа се произведувале. Во ова каменито место и жито и се произведували 2 пати годишно оделе на пазар во Прилеп да купат сол, газија и слично во времето, не велам, нели, меѓутоа буквално се произведувале. Ова се да те прашам, спомна дека оделе на пазар во Прилеп. Така.
Каде, во кој правиш, преку кое село? Оделе преку Гуѓаково оделе преку Црна, а тука имало во времето Смиква, која што била на Сајли со сандак на колца. Тука дури стоката е претерувале на тоа и преку Клен, Дрен Смолан и Беловодица и оделе за Прилеп. И колку што имам слушано, дури мојот дедо има кажувано дека одавде како ќе претерувале стоката за во Прилеп да ја носат во времето, бидејќи имало многу стока овдеки. На Клен одели копале огромни јами за да ја заколат и да фрлат стоката за кожинчињата да ги продадат. Кожинчињата биле по-скапи него комплетно да се мачат да ја носат стоката. Еве како што реков, денеска сме овдека во единствениот жив објект во селото. Имаше некој куќа кој што му делува на времето, тоа е црквата Свети Архангел Михаел. Која му е летната слава на селото? Која му била порано? На Дрбско му е Свети Архангел Михаел, која што е по зимски период, меѓутоа како што го снимам и го видовме патот каков е и овдеки, кој е пристапот за да се пристигне овдеки, треба стварно да имаш, да бидеш стварно храбар за да дојдеш, а да Свети Михаел, тоа е во зима. Затоа ние одлучивме да го правиме тоа пред Петроен, 2 недели пред да почнат постите и така одредивме ден да не биде, да речам, сведен, обичен ден да се собираме, меѓутоа сепак през годината неколку души што сте тука, така би ги нарекол херои, кои што доаѓаме овде ки во пустелија, да го одржиме ова, кој што го гледате, кој што го снимавте, да се познава дека имало некогаш живот од кај што потекнуваме ние. По име на Свети Архангел Михаел, кој е на 21 ноември, тоа е веќе есенско време, ние одредиме еден термин кој што рачунаме дека е најсоодветен, Петрови поклади, значи таа е првата недела по Дувовден. И се трудиме во, да речем, заради временските услови, да привлечеме со повеќе гости, да го прославиме овој ден и во сабота навечер, еве, да ја возобновиме таа традиција. Против недела се клепа клепалото, да ги повикаме гостите утре да ни повелат во име на Свети Архангел Михаел да ни дојдат и да го почестиме овој ден, да го прославиме во името на Свети Архангел Михаел. Вака сега ќе го означиме тој почеток на прославата на Свети Архангел Михаел. Да ни повелат со повеќе гости. Не, погодува на песната. Не, натаму и навамо тргал, тој чужо војчо. Лево и десно. Тој сам редно. По-лево и по-десно. Во пишаните томански дефтери, селото Врбско се спомнува во томанскиот пописен дефтер број 4 од 1476-77 година, каде што се наведува дека во селото живеат 10 домаќинства, 1 неженет и 3 вдовици. Исто така во томанскиот дефтер број 16 од 1481-82 година за ова село е запишено дека селото брои 17 домаќинства, а во пописниот дефтер број 73 од 1519 година е запишено дека во селото живеат 43 домаќинства и 4 неженети, додека пак во томанскиот дефтер број 149 од 1528-29 година е запишено дека Врбско брои 36 домаќинства, 9 неженети и 2 вдовици, а според томанскиот дефтер број 232 од 1544-45 година во Врбско живеат 18 домаќинства и 3 неженети. Дека селото Врбско на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Македонија, етнографија и статистика од Васил Крмчов, каде што е запишено дека во 1900 година во ова село живеат 230 жители. Според записите кои ги водел секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во 1905 година во Врбско живееле 224 жители, како и пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски прилеп на Македонија и кај Стефан Верковиќ.
Дека селото Врбско на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од непознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи доктор Јован Трифуновски, селските населби во Битолско, издадена во Белград 1979 година, за селото Врбско го забележал следното. Селото Врбско се разпостила на десната страна од реката Црна, непосредно до селото Гоѓаково. Куќите се наредени една спроти друга. Селото има две мала, горно и долно мало. Според пишаните документи, селото Врбско датира уште од римско време. Првите жители на селото биле христијани. Во 1948 година во Врбско живеат 124 жители, во 1953 година Врбско брои 135 жители, во 1961 година Врбско брои 137 жители, во Врбско во 1971 година живеат 46 жители, а од 1971 година е во фаза на потполно раселување. Дека селото Врбско на овие простори обстојува многу векови, говори пишаниот документ и публикацијата материјали за изучување на Македонија, напишен од македонскиот револуционер Ѓорче Петров, издадена во Софија во 1896 година, каде што во оваа публикација за ова село е запишано: Врбско секогаш било мало, но богато село. Луѓето се многу вредни и мирољубиви, како и сите селани во Маријовско. Близу до селото се наоѓа местноста Манастириште. На незината равнина постојат остатоци од мала црквичка со конаци кои зборуваат дека овде порано постоеле развиени форми на монашки живот, манастирско училиште и препишувачка школа на вредни црковни книги. Овој манастир бил своевиден духовен и просветен центар во кој се ширело православието во овој дел на Маријово и пошироко. Околу точната локација на манастирот постојат различни претпоставки, исто онака како и околу тоа кога и од кого бил разрушен. Се претпоставува дека манастирот постојал на равното плато на Манастириште, околу малата црквичка, каде што однесе и денеска постојат остатоци. Втората половина на 18 век за Врбско е период на обновување на селото, испразнето со пустошењето по задушувањето на првата прилепско-маријовска буна. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сакрални зданија врз претhodно разорнатата селска црква Свети Архангел Михаил и некогашната манастирска црква Свети Спас, која се наоѓала на северо-западниот дел од селото, која воедно некогаш бил и соборен селски храм. Основата на црквата е крстна во форма на правоаголник. Вако нешто ретко негде ќе сретниш, има цркви кај што има побогати села, побогати населби, а црквата ќе видиш така иконостас или некоја слика, а комплетно сликана не. Ние овде доаѓаме во пустелија сега, така речи, дај Боже нешто да стане подобро. Жителство нема, а се очуваме со овој жител. Ова е страшниот суд. Обично второто доаѓање на Христос. Тука Јако каде ќе го светиме дали ги мара. Исус Христос дори негде го нема тука, велизам. Ама обично видите кажува, тој е таму горе, значи тој е пишува, второ пришествие Христово, второто доаѓање на Христос. Во подалечното минато мештаните од Врбско учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Исто така, Врбско не го избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втора светска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски речиси било сето население, а пак од мобилизираното маско население, кое е било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратило во своите родни огништа, а на многумина и до ден денешен не им се знае гробнината.
Мештаните од селото Врбско ми раскажаа многу други приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, а вам, драги мои, делот не подекривата драгоцена слика за Врбско низ времето, на дополнета се веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека меѓу помладите од ова село, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние попатени во областите на историјата и антропографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти, кои за голем број прашања изнесени, деловни, опатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги истражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборава, но приказната како мештаните од селото Врбско го прославија празникот кога на сам ден на Вртолом пред неполни 200 години започнала градбата на нивната селска црква, црквата Свети Архангел Михаел, ќе ви раскажам во наредната документарна емисија за ова убаво марионско село.